Изминативе денови па и недели во јавноста, барем во Македонија, се подгреа надеждите дека ќе се успее или ќе се направи сериозен обид да се издействува земјава и под привремената референца Фиром да влезе во НАТО, а на тој начин да ги почне преговорите со Европската унија, потоа паралелно да се решава проблемот со името. Меѓутоа, овие надежди денеска спласна по средбата на Никола Димитров, што ги имаше со високи представници на грчката држава. Сепак, двајцата министри констатира заеднички дека е можне поволно и можне добро што почнале повторно да се одржуваат вакви средби на високо ниво, велат дека не се разговара за решение за проблемот зимето, меѓутоа секако ваквите состаноци се позитивни во однос на градењето на доверба прво меѓу политичарите, а потоа меѓу двете држави, имајќи од предвид дека се очекува наредниот период да се интензивираат преговорите за решавање на повеќе деценискиот спор околу името на државата, проблем кој што директно ја кучи Македонија во незиниот евроинтегративен процес. Коција се рече дека Грција никогаш не мислело ништо лошо на Македонија. Вели дека не е непријателски чин тоа што во 2008 година ни ставија вето во Букурешт за членството на НАТО. Вели дека секоја држава си има суверено право да ја гради својата надворешна политика во однос пред се на сопствените интереси. Токму така настапила и Грција во 2008 година. Меѓутоа, тие секако сакаат границите на Балканот да останат непроменети, ги почитуваат, меѓутоа пред се да се развие целиот Западен Балкан. Исто така Никола Димитров кажа дека не дошол во Атина да наоѓа решение на овој спор, меѓутоа сакал да се запознае со својот грчки колега, да воспостави добри односи, исто така го покани во октомври да ја посети Македонија. Вели дека тоа што политичките лидери на двете земји со години нема практично никакви контакти, не придонело за подобрување и затоплување на односите меѓу двете земји. Може за почеток, за вовед во оваа тема, да ги чуеме и дел од изјавите кои што ги дадоа Димитров и Коцijas на заедничката пресконференција. Сакам преку конкретни чекори да изградиме една нова позитивна слика во регионот. Ние ќе се го изиграме нашето. Да се свртиме кон иднината, мислам дека можеме подобро на Балканот од ова што го правиме, сите заедно. И ќе продолжам да давам аргументи и со зборови, и со дела, дека е во интерес на нашиот поголем и повлијателен јужен сосед, ние да бидеме европска демократија, што ќе ги започне, што ќе влезе во НАТО алијансата и што ќе ги започне преговорите за членство во Европската унија. Знаеме дека нашиот сосед сака да биде член на повеќе регионални организации. Ние сме отворени да ги поддржиме нивните напори, под услов прво да се реши прашањето со името. Ова е услов на кој можеме и мораме да работиме за постигнување на компромис прифатлив за двете страни, за да им помогнеме на нашите земји, нашите општества, дека има многу повеќе корист доколку ги надминеме историските пречки и доколку не инсистираме на конфликти кои што не водат никаде. Па тоа е нивното ерго омнес решение кое што представува практично и грчка државна црвена линија од која што вела дека нема да отстапат. Токму денешните изјави на Коцijas уште еднаш го потврдија ова. Меѓутоа секако сакаат да разговараат, меѓутоа се добива впечаток и по денешната средба дека не се спремни за некаков компромис голем. Дополнителна тичина нова дава и што дел од сегашната грчка влада има и практично дел од националистите од крајната десница кои велат дека доколку се најде решение за спорот зимето што ќе биде, да кажем, условно прифатливо барем за политичките елити на двете земји, меѓутоа ако таму се содржи зборот Македонија, тие нема да гласат. Значи ова е едно прашање кое што длабоко задира и во грчката и во македонската внатрешна политика. Кога калкулираат политичарите во однос на темпот или начинот на кој што ќе би се решавало ова прашање, секако имаат предвид како тоа би се одразило и дома.
Да подсетам само дека Македонија и сегашната влада и минатата влада кажа дека доколку се дојде до некакво компромисно решение кој овој проблем, тие ќе го стават пред тестот на граѓаните. Практично ќе оди на референдум. Токму и затоа се очекувањата дека и ако двете држави договорат нешто, сепак тој процес ќе биде долг, имајќи во предвид дека ќе треба да го помине практично и филтерот на народот.